Јас многу се радувам кога ќе ни дојде наставник во нашата ТВ училница. Ние постојано Ретки ретки се. Не знам зашто. Али не наставникот вие личите на Ајнштајн. Не, он личи на мен. Така? Да. Супер. Значи, јас сум Игор Донов, наставник во основно училиште Вера Циревири Трена од Карпош и јас имам една многу лесна задача, бидејќи ова е повторување за светлина. Значи, ова учениците го изучили, на крај сега тест треба да даде. Меѓутоа, бидејќи таква е ситуацијата, нема потреба од тест. Еве, сега ќе се потсетиме на главните поенти за светлината, она што го изучувале учениците во изминатите месеци нешто дена. Значи, повторувањето се однесува на појавите рефлексија, рефракција, дисперзија и бои, всушност. Значи, прво ќе се задржиме на рефлексија на светлината. Значи, светлината најчесто ја опишуваме во вид на зраци. Значи, овие 1 и 1 прим се зраци, при што еден се вели упаден зрак на светлина, еден прим е рефлектиран зрак на светлина. Огледална површина или некоја мазна површина. Па по дефиниција рефлексија или одбивање на светлината е појава при која светлината го менува правецот на простирање кога наидува на мазна и рамна, тоест огледална површина. И тука треба да забележиме дека имаме една нормала, која што всушност е помошна линија која што ни покажува дека е таа под прав агол во однос на огледалото. Секогаш. И аголот што го зафаќаат нормалата и овој упаден зрак се означува обично со алфа и се вика упаден агол, а аголот под кој што се одбива овој еден прим се означува со бета и се вика аголна рефлексија или рефлектиран агол во зависност од тоа кој како си сака. Сега, многу е битно една работа, овдека е најбитно всушност да се запомти дека постои еден така наречен закон за рефлексија или за одбивање на светлината кој што вели дека упадниот агол секогаш мора да биде еднаков на аголот на рефлексија. Или аголот на рефлексија, или алфа еднакво на бета. И сега тука имаме една кратка задачка, да видам колку сте научиле, колку помните. Значи, ако овој агол помеѓу огледалната површина и упадниот зрак е 50 степени, колку ќе биде рефлектираниот агол бета, тоест овој овде? Па 50 степени. Типична грешка на ученици. Значи, секогаш мериме нормалата и зракот. Значи, упадниот агол алфа е овој. Овој агол. 40 степени, значи 40, а и овој мора да биде 40, така 40 значи. степени. Значи мора да се внимава секогаш дека аголот алфа и бета се помеѓу нормалата и зраците, а не помеѓу огледалот. Така да. Тоа е. Ама се учиме. И сега имаме една примена на рефлексијата, тоа е најчесто кај ретровизорите кај автомобилите. Значи за да можеме да гледаме позади кога возиме, и има еден уред што се вика перископ, со кој што помош подморниците може да гледаат над површината од водата, односно да видат дали има некој брод па да го торпедираат по можност. Сме гледале по филмовиве, нели? Така, воени филмови. Така, интересантно, посебно америчките. И така, значи, всушност тоа е составено од две огледала кои што се по 45 степени, кои што бродот што го оката со законот за рефлексија може да се види. Помодерните варијанти се со помош на еден друг уред кој што ќе го спомнам понатаму. Значи помодерните перископи со помош на друг уред. И тука завршуваме со рефлексија. Ајде сега да видиме како да го дигнеме се нагоре, што ми треба. Аха, тука е. Оп, одлично. Сега втора појава која што треба да ја разгледуваме е рефракција. Или македонски превод би било прекршување на светлина. И сега тоа е појава при која што светлината го менува правецот на простирање, ама преминува од една во друга средина. Значи овдека имаме едно ко ласерче или некој си светлински извор, го пуштаме светлинскиот зрак и сега треба да влезе од воздух во вода. Или може во стакло, во овој случај вода. Сега, светлинскиот зрак нема да продолжи по правата линија, туку ќе скршне. Во овој случај кон нормалата. Заради тоа што не е иста густината на супстанцата, односно на материјата. Тоа е воздух, а тоа е вода. Па можеме и ние самите да пробиме кога ќе можеме да одиме на плажа и на море или на езеро, па да пробате да трчате по плажа и да кога ќе влезете во вода ќе видите дека ќе успорите. Дека малку е потешко е трчањето, сме пробале. Тука, значи и светлината не се разликува од тоа. Значи причина за рефракцијата е различната брзина со која светлината се простира низ различни средини во овој случај. Сега, тој има две варијанти, да кажеме. Тоа се, ако светлината преминува од поретка, како што е воздухот, во погуста, како што е вода или стакло, еве во овој случај вака,
тогаш аголот на рефракција, овој горниот, е секогаш поголем од овој аголот на прекршување. Упадниот се извинувам на рефракција. Вториот случај е кога би горната средина би била погуста, значи кога би било горе стакло, па би требало да излезе во воздух или вода и така натаму. Тогаш овој агол упадниот ќе биде помал од овој рефрактираниот агол. Значи скршно подалеку. Значи ваму бил брз па успорил, во овој случај ќе биде брз па да успорува. Така. И сега да видиме рефракција, закон на рефракција. Еве една пак кратка задачка, малце математика, ама не е. Значи колку е аголот на рефракција, тоа е овој. Значи помеѓу нормалата и овој зрак кој што влегол во водата. Значи имаме на опција 20, 40, 50 и 60 степени. Ај сега да е математика. Па нема, чекате, ова е вака нормалата. Така. Така, значи според ова гледам. Ова треба да го измираме? Меѓу нормалава и испрекинатава и ова виолетова, нека боичка. Зрак, значи тоа е зракот. Ова е од воздух, а овој скршнал наваму. Нас ни треба меѓу ова и ова, ова е овде. Не знам. Ти? Математика, така, значи ова се вика накрсни агли. Значи овој агол и овој агол се исти. Што значи дека ова е 60, ама минус 20 ќе даде 40. Значи овој агол и овој заедничкиот се исти. Да. Аха, така. Така, значи ќе биде 40 пак степени. Слично заради тоа што тоа се викаат накрсни математичарите, тоа кој ќе го. И на крај имаме уште една појава која што е поврзана со ова дисперзија или разложување му дошло на белата светлина. Значи под бела светлина најчесто се подразбира сончевата светлина и сите овие извори кои што треба да ја имитираат. Значи, ја имитираат. Па добро, кобајаги. Значи лед сјалици, неонки и така натаму, значи сите светилки сјалици што ги имаме би требало да ја имитираат, најблиску до нејзе. Вистинската бела е сушто сонце. Сега таа, значи кога ќе помине белата светлина низ една оптичка призма, а тоа е едно специјално геометриско тело направено од стакло, се разложува. Прв го пронашол Њутон, затоа многу често се среќа и како Њутнова призма, значи тоа е негова пронајдок, и утврдил дека кога ќе падне белата светлина на таква една стаклена оптичка призма, се разложува на 7 бои. Значи тоа се црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, темно сина и виолетова. Сега, зошто се разложува? Тоа е заради тоа што светлината од сонцето, белата светлина е полихроматска, односно сложена светлина. И во себе ги содржи сите овие. А причина за разложувањето е што овие бои немаат сите иста брзина. Значи кога ќе влезат во стаклото, црвената е најбрза и затоа таа најмалце скршнува во однос на првобитниот правец. А виолетовата е најспора, најбавна. И заради тоа таа најмногу скршнува. Значи пак овде кој суштина доаѓа до израз рефракцијата, пак и ова прекршување, со тоа што настана два пати и тука и тука, овакото. И сега имаме, значи, најголема брзина има црвената, затоа таа е прва. Овакото и најмалце скршнува, најмалце отстапува, а виолетовата најмногу отстапува. Ке му дајте. Сега да видиме. Ете така. И сега оваа дисперзија, ова ни е најмногу позната по една многу убава појава природна што се вика виножите. Овакото и така настанува природата најчесто кога е дожливо време, се надевам дека деновиве ќе имаме, викаат и со грмотевици, најчесто кога има такви невремиња. Па деновиве треба да видат, многу често треба да го наблюдуваме кога сонцето ни е над позади грб, а гледаме напред негде кај што врне. Овакото затоа што секоја од капките кои што се на дождот, кои што во облаците, всушност представува една призмичка. Така. И во нејза настанува дисперзија и сега бидејќи има милиони, милиарди овакото, пак ќе добиеме еден убав лак. Просто ти приказни ако поминеш, како беше? Ќе се смени полот. Така. Врска не, а не можеш да поминеш. Не можеш да поминеш. Нема шанс. Затоа се приказни. Да. Така е. Сега, одиме на нешто слично, меѓутоа поврзано се вика мешање на бои. Че ова е всушност како ги гледаме и ги разпознаваме ние боите. Да станува збор за човекот. Така. Значи, црвената, зелената и сината боја се нарекуваат основни спектрални бои. И сега многу ќе се зелената. Да, многу ќе се помисли, сега знам зашто се помиш. Заради тоа што меша со сликарски бои. Значи кога овакото, затоа што нема да биде исто мешањето, тие се викаат пигментски бои. Кога мешате овакото ликовно, па ќе добиете, ќе видите, нема да се добие исто. И сега зошто се овие вакви основни бои? Затоа што човекот
перцепира светлина врз основа на нешто што се викаат фоторецептори. Значи, што се наоѓаат во окото, кои што се наоѓаат во мрежницата, во жолто петно и така натаму, има два вида на фоторецептори, или тоа се клетки што се сензитивни, осетливи на светлина. Чепчиња и стапчиња. Чепчињата се одговорни за бои, а стапчињата за светло и темно, односно за интензитет на светлина. Ние имаме три вида на фотосензитивни клетки, овакото чепчиња, значи за црвено, за зелено и за сино. Сите останати ги правиме со комбинација, во зависност од тоа колку светлина паѓа од дадена боја. И заради тоа, значи така се добива. И сега, со комбинирање значи, на две или основни спектри бои се добива адитивно мешање на бои. И сега, ако измешаме црвена и зелена, ќе добиеме жолта. Црвена плюс сина виолетова или магента се вика. Познато од Телеком, пошто магента продаваат. Зелена плюс сина цијан и ако ги собереме сите заедно, значи во исто време, на средината ќе добиеме бела светлина. Значи нијансите на боите всушност овие што се останатите ги добиваме портокало и така натаму ги добиваме со комбинација, комбинирање на овие основните бои секогаш ќе биде. Сега како ги распознават боите човекот? Значи предметите во зависност од тоа дали се непровидни или провидни, или се вика транспарентни, функционираат на принцип на рефлексија или на апсорбција на светлина. Значи ако предметот е црвен, ево црвен, и ако на него падне бела светлина, овдека не е бела црна, нема црна, окото тогаш од сите светлина, значи белата светлина ги има сите бои. Има и црвена, има и зелена и сина. Тогаш материјалот е направен така да се одбива само црвената компонента и затоа ја гледаме ние црвена. Значи како гледаме виолетово нешто. Значи само да биде значи виолетова блуза. Многу едноставно, значи од сите триве што паѓаат се одбиваат црвената и сината па прават виолетова. Зелената се апсорбира во тој материјал како што е, значи со таа комбинација. А има некој што да речеме ние јас да го гледам црвено, а некој друг да го гледа сино или зелено? Тоа треба да биде овако, тоа се вика далтонизам, тоа е мана на окото, каде што не распознаваат најчесто црвена и зелена боја. Има повеќе видови се, некој. Да, има повеќе по сега во последните години да ги најдат. Да, така некои нијанси, да. Тоа е веќе мана на окото, тоа е вродено. Да не се распознаваат некои од боите. Сега доколку имаме провиден предмет. Значи некои филтри се викаат, тие како стакла или целофани, сега тогаш тие работат врз основа на пропуштање на боите. Значи онаа боја од која што е направен материјалот, лакото таа ќе ја пропушти, останатите ќе ги апсорбира. Овдека има жолто стакло некој си, пропуштаме бела светлина која што рековме, црвена, зелена, сина. Овој материјал што е жолт ќе пропушти црвена и зелена, која што у суштина ја гледаме ние како жолта. Да. Значи на тој принцип. Ако е црн, тогаш не ги пропушта ни една. Да. Исто и претходното. Ако е црн материјалот, тогаш не одбива, не рефлектира ни една од боите. И затоа викаат у лето не носете црно, за да не се пива вакото енергијата од сонцето, значи да не ви биде топло или така натаму. И имаме една. Проблемчиња. Вакото за крај чисто вакото да видиме. Значи имаме виолетов филтер. Пуштаме бела светлина. Што ќе се апсорбира, што ќе се пропушти? Црвената ви требало да се. Ќе се црвената и сината ќе се пропуштат, а ќе се апсорбира зелената. Така. А ако имаме неподвиден предмет, пуштиме бела светлина, а жолта површина, па ќе излезе црвената и зелената. Црвената ќе излезе сега. И од низ жолтот. Значи ќе се апсорбира кој? Ќе се апсорбира синото, а ќе се рефлектираат црвената и зелената. Одлично. Добро, значи научивме нешто. Научивме нешто, да. Знаете што видов, мене ми е многу интересно, произвела боја за кола која што е 100% асорбирачка, не може да се направи рефлексија. Она од црното, најцрната боја ја произведе на свет и ја ставиле од црното поцрно ја ставиле на кола. Многу интересно и изгледа така некако пригушено црно, без никаква рефлексија, некако како да е нестварно нешто. Обично за да не ги фаќаат со радар или со нешто. Наставнику Ајнштајн, ви благодариме. Повелете друг пат. Ве чекаме со следен час на ТВ Училница.
Правиме кратка пауза и одиме со следниот час.